Декемвриските сметки за струја високи до плафон велат анкетираните граѓани во Штип. За дел од нив оправдано, бидејќи како што додаваат се греат на струја, но друг дел децидни дека живеат сами, а сепак добиваат високи сметки за електрична енергија. Дополнително на ова, ако се додадат давачките за вода и телефон, па и трошоците за лекови, тешко се преживува месецот. Високи сметки очекуваат и оние кои што се уште не ги добиле, бидејќи како што велат изминатиот месец имаше доста празнувања. Синко, не знам и јас како да ти кажам. Плаќам, скапа е, јас живеам кај македонка населбата. Не беше дома летото, на село сум таму цели до декември дојде по 1600, по 1500 плаќам 2 фрижидера, а од дика таа струја се така белешките доваѓат. Не знам. Там на село знам, трошиме, базент имат децата, имат болери летно време, по цело лето са тука, трошиме таму. Ама тука не знам како, не знам дека да идам, дека не дойде. Еден пат ми дојде дури 3000 оди, расправа се таму, грешка било. Не читат, синко, не доваѓат, не читат го стањето. За нас е скапо, за нашите пензии. Јас, што се вика, само остана со 20.000 пензија, за нас е многу скапо, синко. Па сигурно, имаше празници, треба да биде повеќе. Да. Скапо е како не е скапо. А што ќе штедеме, тоа е, нема штедење. За да го поминат месецот, штипјани велат грејењето го комбинираат и со струјано и со дрва. Важно е ќе речат колкав простор загреваат граѓаните. Колку помал, толку подобро, инаку не бидува. Па тоа е многу, ма зависи ако се грее со клима, ако на струја се. Јас струја употребувам за перална и дневна телевизија, што се го троши струјата, нека на дрва се греа. Некои на ќоше живеат па се задоволни, некои салон. Тежок е животот, многу се качува, се е скапо и поскапо и поскапо. Штипјани сметаат дека дополнителен удар им се цените во маркетите, кои бележат пораст, а потоа и секојдневните потреби кои секогаш не можат да си ги дозволат.